Без двоумење и одлучно во сите изборни кампањи досега, политичарите потпишуваа кодекс за фер избори и речиси секогаш изборите, барем вербално, завршуваа нефер. Ваквиот начин на однесување кај нас е проверена пракса, бидејќи искуството покажува дека валканата кампања секогаш е поисплатлива. Валканата кампања може би само една предност има, тоа е за зајакнување на своите редови, така да тие се охрабруваат, добиваат емоции некои. Имаме ние случаеви каде што генерална стратегија на една партија е валканата кампања, пукањето, но таа има лимит. Ако политичарите пресметале дека за нив профитабилна е таков вид кампања, тоа значи дека гласачите немаат ништо против, туку тоа и го наградуваат. Извлекува тие кои се, да кажем, разочарани подржувачи на другите партии. Но да привлекува голем број на гласачи, да дава надеж, морал, негативната кампања тоа не го чини. Дали овој пат праксата ќе биде променета или барем полека ќе почне да се менува е крајно неизвестно. Но за сега индиции дека предстои валкана кампања нема. Кандидатите до овој момент се максимално воздржани, но што ќе донесе текот на кампањата е прашање, бидејќи кога тогаш тие негативно проработуваат. Стилот на однесување и начинот на однесување потекнува од карактерот на самата индивидуа кој што е во политиката. Точно дека во дадени моменти во жарот на борбата да се покажете, да бидете подобар, да го искажете она што сакате да го кажете пред граѓаните, пред противникот или опонентот, како да го кажеме, може да го смените карактерот однесување од лесно агресивно према агресивно, меѓутоа се додека во рамките на фер и демократијата. Сите учесници во изборниот процес сами одлучуваат на кој начин ќе се презентираат на јавноста, на кој начин ќе комуницираат со граѓаните. Можеби недостатокот на проекти, на идеи, на визија, можеби недостатокот на факти и аргументи е причина за да често се користи и таа реторика и тој наратив. Јас се надевам дека овој пат Штип ќе има надпревар на идеи, на предлози, на проекти за да се избегне оваа реторика која што не доликува на еден центар на Источна Македонија.